ова издание. Илјадници имигранти и деца без придружба ја поминуваат мексиканската граница за да влезат во САД. И покрај тоа, Оделот за домашна безбедност тврди дека границата е безбедна и затворена. Британија почна да им издава специјални визи на жителите на Хонг Конг по новиот закон на Пекинг за национална безбедност. Стар руски накид, инспирација за бизнис во Охрид. Разговаравме со дизајнерката Билјана Тодоровска. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Почнуваме со уште едно издание на Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Елена Ѓоргиевска. Околу 15.000 деца кои нелегално ја поминале мексиканската граница, во моментов се наоѓаат во погранични кампови во САД, каде чекаат за натамошна проверка и заштита. Откако Бајден ги укина ригорозните имиграциони политики на Трамп, бројот на имигранти од Латинска Америка кои бараат азил во САД е највисок во изминативе 20 години. Откако ја презеде функцијата, председателот Џо Бајден стави крај на декларацијата на Трамп за вонредна ситуација на границата САД-Мексико. Тоа доведе други мигранти, вклучувајќи семејства и деца без придружба, да си ја пробаат среќата на границата. Треба да чекаат. Потребно е време да се обнови системот од нула. Повторното градење на имиграцијските политики по поранешниот председател Доналд Трамп доведоа до забуна. На некои мигрантски семејства им е дозволено да влезат во САД, додека некои се депортираат поради пандемијата и јавните здравствени рестрикции за патување. Тоа ги доведува во ризик нашите патролни агенти на границата. Сите се во ризик. Мајра Форес живее во погранично место и е сопруга на полицаец на граничната патрола. Таа е загрижена поради зголемениот број мигранти кои се движат кон границата. Мислам дека сега едноставно не е време. Таа вели дека многу американци ја изгубиле работата и страдаат поради пандемијата. Демократскиот конгресмен Хенри Квер бара помош од администрацијата на Бајден. На социјалните медиуми тој напиша: "Нашата држава во моментов не е подготвена да се справи со напливот на мигранти среде оваа пандемија." Дојдов да го спасам сопствениот и животот на мојата ќерка. Како што новата администрација продолжува да ги ревидира имиграцијските политики и да се справува со напливот мигранти, американците и барателите на азил од двете страни на границата мораат да чекаат да ги видат резултатите од новата имиграцијска политика на Бајден. А Британија е подготвена да им даде специјални визи на десетици илјади жители на Хонг Конг, со кои би можеле по брза постапка да добијат државјанство. За ова и за реакцијата од Пекинг во наредните неколку минути. Фин Лао гради нов живот во Британија, но и натаму се бори за слободата во Хонг Конг. Како студент во 2014 година, тој беше клучен играч во продемократските протести со препознатливите чадори. Новата работа го одведе во Британија во 2019 пред протестите повторно да избувнат во Хонг Конг поради законот за екстрадиција. Лао гледал како протестите прераснале во широко продемократско движење. Се врати во Хонг Конг на крајот од декември во 2019 затоа што сакав да учествувам да бидам сведок на настаните. Но за жал бев уапсен заедно со десетина други на првиот ден од 2020. Лао имал среќа. Полицијата не успеала да го идентификува како лидер на протестите и бил ослободен. Брзо потоа се врати во Велика Британија. Чувството во авионот беше нереално. Знаев дека ова можеби е последен пат да стапнам на твото на Хонг Конг. Неколку месеци откако пристигнал безбедно во Британија, Лао бил нападнат на улица. Во април 2020 кружеа шпекулации дека има распишено награда од 10.000 фунти за мојот живот. 2 месеци подоцна, на прошетка низ мојата обично безбедна населба, ме нападнаа неколкумина. Ништо не ми зедоа и не прозбореа ниту збор. Британската полиција не ги нашла нападачите. Во јуни, Пекинг воведе закон за национална безбедност за територијата на Хонг Конг. Британија смета дека со него се прекршува договорот од 1997 за примопредавањето, што Кина негира. Како одговор, Британија неодамна почна со програма за издавање визи за жители од Хонг Конг кои имаат пасоши како британски граѓани од странство, кои што беа понудени пред британското предавање на територијата.
Визите даваат можност за работа и за образование и побрз пат до британско државјанство. Лао поднел апликација. Some people may think that BNO scheme is not. Некои сметаат дека програмата не ја засега директно кинеската комунистичка партија, но од друга страна, некои на ова гледаат како на спас за жителите на Хонг Конг. Иако благодарен, Лао и други лица од Хонг Конг во екзил сакаат Британија да стори повеќе. We just think that Сметаме дека повеќе акции можеа да бидат изведени од британската влада, например вид на санкции како актот Магнитски со кој би се замрзнале сметките на некои официјални лица од Хонг Конг, како на Кери Лам. Тоа би можело да го направи британската влада. Британија објави дека разгледува такви санкции. Стар накид кој го носеле руски војници сега може да се најде и во Охрид. Мики Трековски разговараше со дизајнерката Билјана Тодороска, која посветила 6 години за да ја усоврши техниката за негова изработка. Со изработка на накид се занимавам околу 11 години, со посебен акцент на сутажот во последните 6 години. Се одлучив за сутажот затоа што е една од најретко застапените техники кај нас и воедно е една од најсложените техники која што бара многу труд, многу посветеност и пред се многу љубов. За оваа техника разбрав од интернет. Техниката потекнува од Русија, се нарекува и руска плетенка. Во минатото се користела за изработка на воените униформи на руските војници и секоја боја го означувала чинот на војниците. Исто така се среќава и подоцна во француската мода. Најчесто ја носеле дамите од високите аристократски семејства. Јас сосем сама ја научив оваа техника. Ми беа потребни околу 3 месеци. Самата техника представува спојување на специјален сутаж конец со шиење, при што се вметнуваат и заробуваат одредени камчиња, бисери и други материјали, а во последно време често ги користам и бакарот, дрвото, полимерна глина. За едно грлице се потребни и до 20 часа активна макотрпна работа. Мојот град е доста инспиративен. Инспирацијата овде не мораш да ја бараш, таа ја има насекаде. Така дојдов до идеја да ги искористам фотографиите на мојот син и да изработам парчиња накид со мотиви од нашиот град. Во една моја колекција патување околу светот, исто така опфатив места кои што виднина секако би сакала да ги посетам. Сето ова може да се најде под брендот Билјана Handmade Jewelry. На 1000 парчиња накид се изработени. Е многу тешко да се усогласат сите тие работи и грижата околу семејството и професијата и додатните работи. Сето тоа бара голема жртва, но на крајот сето тоа се исплати. И во последно време, на моje големо задоволство, се повеќе жени ги покажуваат своите таленти. Ние сме многу талентиран народ и поготово во време на пандемијата повеќето жени го истакнаа својот талент. Во соработка со Институтот Креативна Македонија од Скопје организиравме и работилници за сутаж накид, со тоа што моето знаење можам да го пренесам и на останатите. Имам одржано 2 самостојни изложби. Планирана е мојата 3-та самостојна изложба, се надевам во подобро време. Би им препорачала на сите кои што се талентирани да бидат упорни, да го покажат својот талент. Има место за секого во ова небо. Од мене е толку, до гледање до утре.